Симон ни веќе подготвен. Веќе ни следува нашата рубрика Будење, во која што се дружиме со различен тип на луѓе, се со цел да информираме, пренесаме нешто интересно за нашите гледачи или нашата верна публика. Знаете, низ годиниве наназад, па веќе можеби десетина години, навистина едни од нашите најверни соработници се киното Синеплекс и многу се радуваме кога имаме можност токму ете благодарение на нив да испратиме голем дел од луѓето во кино, да погледнат некои од нивните филмови кои што би сакале да ги погледнат и тоа во одлична атмосфера на големо филмско платно. Така што Синеплекс актуелни од самиот почеток на годинава со премиерата на македонскиот филм на Тамара Котевска, приказната за Силјан, едно потсетување дека можете да појдете веќе на редовниот репертоар да го погледнете и да уживате во оваа приказна за Штргот. Сите заедно утрово си го поздравуваме Симон Шоклески и некој исто така уште еден од екипата на Синеплекс кој што секојдневно на премиери може да го забележите како трча и секако ги прави тие можеби нели логистики околу некоја премиера како што всушност и ќе не очекува и во овој период од годината. Симон, добро утро целата екипа. Ти благодариме за утринско вклучување секако рано наутро пред да започне официјално нели програмата за денес и во вашите киносали, бидејќи некаде ако не грешам веќе од 15-16 часот полека започнува метежот можеби во самото кино. Така е, така е. Тој период веќе можете да почувствувате како мирисан на пуканки. Тогаш јас мислам дека и во молот кога влагате веќе тогаш се случува нели таа убава кино атмосфера. Така е, еве Симон, иако вие прилично можам да кажам дека сте вешти и сте во интеракција со публиката, можеме да забележиме нели на социјалните мрежи дека секој пат правите некакви квиз прашања, односно баш така некако интерактивно не дружите и на самите мрежи и споделивте можеби кои се најочекуваните или кој мислите дека ќе биде можеби најголемиот хит за 2026, меѓутоа ајде вака бидејќи за 3 недели од сега вака календарски гледан назад ја завршивме уште една успешна година за филмовите. Што беше можеби најпосетено според некои статистики и бројки кои што вие ги имавте? Додека ти говориш, ќе погледнеме некои филмски наслови. Секако кога сме кај македонските филмови, Диџеј Ахмет, нема да кажеме и да го изоставиме дека беше еден од најпосетуваните. Така е, да почнеме од Диџеј Ахмет, како што спомна, тој беше во топ 5 најпосетени филмови по Синеплекс ова година. На број 1 го имаме Лило и Стич, каде што 4 дена имавме семејни денови, каде што беше полно со млади луѓе што сакаат да гледаат овој лик. Исто така го имавме и филмот Майнкрафт, каде што многу луѓе исто дојдоа да уживаат во премиерата што ја спремивме како и самиот филм. Лило и Стич, уште едно филмско остварување. И Стич, да, дефинитивно еден од омилените ликови кај детската популација. Мислам дека немаше некој кој што не беше опседнат фамилиарно со овој лик, кој што исто така предизвика голем интерес во киносалите и верувам дека едни од оние фамилиарни дружења дефинитивно беа благодарение токму на овој филм. Да. Се дружевме во кино 4 дена, а филмот се одржа на репертоарот скоро цела година, покажа одличен интерес и едва го чекаме сега и вториот дел. Симон, што значи тоа долго време се одржа на репертоарот? Филмовите остануваат на репертоар се додека има интерес од страна на публиката, гледачите, оние кои што сакаат да го погледнат или едноставно киното ваше функционира по не знам можеби некој друг распоред и имате одреден временски период колку ќе игра еден филм, друг филм и така натака. Можеби со договор со продукциите на филмовите или дистрибутерите. Имате можности за таков момент ако го чувствувате пулсот на народот дека се уште има бараност за филмот, па се останува истиот полого време на репертоар. Да, тоа е еден од факторите што игра дел во тоа колку еден филм ќе биде на репертоарот и овој филм, како што знаете, покажа огромен интерес, па затоа и беше дел подолго време. Така. Може кажеме други наслови, Симон, кој што ја одбележа годинава, која што измина, морам да признам дека Формула 1 можеби со Бред Пит беше еден од актуелните наслови, бидејќи чинам дека јас по можеби 3 или 4-та недела кога веќе филмот беше нели на репертоарот, се уште имаше премногу метеж и собрајќи околу истиот. Да, тоа беше исто во нашите топ 10 филмови изминатата година.
Премиерата му беше во лето, баш се погоди да е убаво време за гледање на филм. Така? Филмот беше одличен од режисерот на Top Gun со Бред Пит. Се покажа дека во Македонија навистина расте бројот на Формула 1 фанови. И се надеваме дека и од тој филм ќе видиме и втор дел. Втор дел. Топ Ган го спомена, исто така Том Круз се врати во својата последна невозможна мисија минатата година. Така се врати во неговата последна невозможна мисија. Филмот премиерата имаше во мај. Покажа исто огромен интерес. Секако филм со Том Круз. Беше убаво да се гледа во кино. Така, сега кога сме кај македонските наслови, Диџе Ахмет, како што кажавме, имаше или резултираше со добар успех. Веќе на почетокот на годината, секако приказната за Силјан, имавте убава промоција, секако да се дружат публиката и секако со овој наслов на почитуваната Тамара Котевска. Дали во моментот филмот бележи добар успех и посетеност? Да, како што спомена, приказната за Силјан имаше својата премиера во четвртокот и од тогаш навака имаме солидна посетеност секој ден, каде што македонските фанови сакаат да видат еден од најубавите наши филмови. Дали лично ти го погледна, Симон? Имаше можност да го погледнеш? Планирам оваа недела да го погледнам. Да. Верувам дека и голем дел од луѓето веќе со оглед на тоа што е на редовен репертоар, верувам дека има по неколку проекции во текот на денот. Секако cineplex.mk е веб страната на која што можат да се информираат нашите граѓани или нашите гледачи за било кој филм во било кој период од денот игра. А се надевам дека еден од нивните избори овој период ќе биде токму приказната за Силјан, заради тоа што навистина треба да се даде поддршка на македонските филмови кои што изминатиот период некако се намножија и тоа е добро. И добро е да ги имаете и во кино за да можат луѓето да дојдат. Се надевам дека ќе го постигне успехот како што велиш Диџе Ахмет беше еден од најпосетените во минатата година. Верувам дека и приказната за Силјан ќе биде еден од најпосетените во оваа нова 2026 година. Го има квалитетот, па се надеваме дека ќе има и посетеност. Да. Сега може до крајот на годината ни остануваат цели убави 12 месеци. Без малку што се вели од овој јануари, кои ќе бидат најочекуваните наслови според вас, можеби, кои што ќе ги имаат своите премиерни прикажувања? Вака, почнуваме веќе за 2 седмици од прилика со филмот Свадба. Тоа е српско-хрватски филм, полн со многу познати глумци, комедија, и тоа е филм за кој подготвуваме многу премиера и видовме многу добар интерес. Супер. Се надеваме дека ќе не поседите и ќе уживате во премиерата што подготвуваме и во самиот филм. Супер. Други филмови? Следно го имаме на Валентайн. Оркански височини го имаме како Ladies Night. Така. Еден од најочекуваните филмови оваа година, и кога веќе зборуваме за Ladies Night, тука го имаме и The Devil Wears Prada. Да, веќе споменавме, да. Да, кој на репертоарот ќе дојде на крајот на април. Супер, очекуваното со Мерил Стрип, Ен Хетуеј и Емили Блант, така е? Да, тоа е вториот продолжеток од кој видовме голем интерес. Да, споминавме можеби дека филмот на Кристофер Нолан, Одисеја, исто така ќе биде еден од најголемите филмски наслови. Секогаш, кога и да има филм Кристофер Нолан, имаме секогаш голем интерес. А тука се и на крај на декември, еден како заеднички настан, така го направија и актерите од филмот, Doomsday. На исти ден излегуваат третиот дел на Dune, како и Avengers Doomsday. Па тоа се два многу големи наслови кои очекуваме да имаат голема посетеност. Така, на крајот од годината. А тоа е на крајот од годината. Одисеја е во лето, а ги имаме и многу убави детски филмови. Во април го имаме Супер Марио, вториот дел. Првиот дел во Cineplex имаше многу голема посетеност, па мислиме дека и овој дел ќе биде
одличен. Кога зборуваме за детските филмови, тука го имаме и Моана, Toy Story, како и трети дел на Minions. Одлично. Симон, ти благодариме за вклучувањето. Секако ќе бидеме во релација постојано, нели, да најавуваме можеби и календарски во текот на годинава. Еве, како што кажавме, февруари некако ни се ближи, па убаво ќе биде за, како што кажа, денот на љубените да се споделат уште неколку филмски наслови. Сигурно, бидејќи секој четврток веќе надополнувате својата програма, ќе се вклучиме повторно во екот на новите наши утрински епизоди. Ти посекуваме во остатокот денот, голем поздрав до целата екипа, посекуваме. Поздрав. Поздрав, Симон. Да, ние ќе советуваме уште еднаш да појдете во кино, да дадете поддршката за македонскиот филм Приказната за Силјан, се со цел, нели, да се погледне ова филмско историско парче за македонската кинематографија, кое што навистина бележи огромни успеси ширум светот.